Добар ден, драги ученици! Ова видео е наменето за ученици од трето оделение. Предмет македонски јазик. Јас сум наставничка Наташа Кипријановиќ, работам во Основното училиште Александар Урдаревски. Денес заедно ќе зборуваме за филм, односно за цртан филм. Еве што се ќе научиме. Ќе научиме што е филм, а што е цртан филм. Ќе спомнеме кога за прв пат настанал филмот. Ќе научиме како се прави цртан филм и ќе дознаеме кој ги измислил најпопуларните цртани ликови. Пред да започнеме, би сакала да ми одговорите на прашањата. За ова ќе ви биде потребен прибор и тетрадка по македонски јазик. Додека ги одговарате прашањата, ќе ве замолам да стиснете пауза, додека ги одговорите прашањата, а потоа продолжете со видеото. Првото прашање. Какви филмови најчесто гледаш? Дали тоа се филмови каде што има многу акција? Или можеби авантура? Или можеби сакате страшни филмови? Напишете кои се тие филмови кои што најчесто ги гледате. Кој е твој омилен филм? Верувам дека имате таков. Тој филм сигурно сте го гледале многу пати. Напишете го насловот на тој филм. Верувам исто така дека имате и омилен цртан филм. Напишете кој е твојот омилен цртан филм. И на крајот напишете кој лик од цртаните филмови ти е омилен и зошто. Откако ќе ги одговорите овие прашања, можеме да продолжиме. Што е филм? Филмот е магија на подвижни слики. Да, деца, точно така, магија. Ќе видите и самите на крајот. Движењата на актерите се снимаат на филмска лента и снимките се одвиваат многу брзо. 24 фотографии во секунда. Филмот уште се нарекува и седма уметност. Само колку да ве подсетам, ученици мои, литературата е прва уметност, музиката е втора уметност, а филмот е седма уметност. За да се создаде еден филм, потребна е голема екипа од филмски работници, камермани, режисери, сценарист, актери и друго. Камерманот е човекот зад камерата. Тој снима актери и сцената. Режисерот е пак човекот што седи на едно вакво режисерско столче и ја следи целата ситуација. Дава напатствија, насочува. И тој заедно со сценаристот ја осмислуваат сцената, актерите, движењата нивни и така натаму. Актери пак се главните носители на филмот. Една од најпопуларните актерки во старите филмови црно-бели така наречени е актерката Мерилин Монро, која за жал не живеела многу долго. Но зад себе има многу филмови. Ова е актерот Еди Марфи, кој што верувам сте го гледале неговиот филм Доктор Овболи, која во исто време и лектира во трето оделение. Знаете дека во таа лектира Доктор Овболи зборува со животните? Погледнете го ако не сте го гледале, многу интересен филм. Тука се и актерите брачниот пар Анџелина Џоли и Бред Пит. Ова се само дел од познати холивудски актери. Ги има уште многу. Филмот за прв пат бил создаден во Париз, Франција, пред повеќе од 110 години. Првиот филм траел помалку од 1 минута. Замислете, деца, само 1 минута, односно помалку од 1 минута. Се викал Излегувањето на работниците од фабриката. За изумители на филмот се сметаат браќата Лимијер. Првите филмови биле куси, како што рековме веќе, без глас, неми и без боја, така наречени црно-бели.
Филмовите се прикажуваат во киносали преку апарат наречен кинематограф, а се следат на големо платно наречено екран. Еве како изгледа еден кинематограф. Филмови гледаме и на телевизија, на DVD или пак на компјутер. Денешните филмови се усовршени во боја, со музика и со звук. Првиот снимател на филм на Балканот бил Милтон Манаки. Сега ќе дознаеме како се може да биде филмот. Филмот може да биде цртан или анимиран, може да биде игран, серијски, доколку има повеќе епизоди, документарен во кој што се прикажува некоја вистинска приказна, кусометражен, доколку филмот трае кусо, и долгометражен, доколку филмот трае подолго. Прв цртан долгометражен филм била Снежана и 7 џуџиња. Еве една информација за вас. Сега малку ќе позборуваме за цртан филм. Цртан филм е филм во кој ликовите се нацртани. Првиот цртан филм го направил Волт Дизни. Тоа е човекот кој што ги измислил првите најпопуларни ликови цртани. Луѓето што ги прават цртаните филмови се нарекуваат аниматори. За да се направи едно движење на некој измислен јунак, треба да се нацртаат многу цртежи, па да ги снимнат со камера. Познати цртани јунаци се Мики Маус, Пајо Паторот, Попај Морнарот и многу други. Задача. Сега имате задача да го прераскажете вашиот омилен филм. Токму оној на почетокот што напишете дека ви е најомилен филм. Но внимавајте кога прераскажувате на редоследот на настаните. И следнава задача е да го нацртате вашиот омилен јунак од цртаните филмови. Исто така тој што го покажате, односно го напишете на самиот почеток, дека е ваш омилен лик од цртаните филмови. Може би е тоа Хари Потер, или може би Том и Џери, глувчето и мачето кој што не можете едно без друго. Може би на некој од вас му е Фроузен омилен лик. Или пак Пинокио. Ова се само дел од познати ликови. Обидете се да го нацртате вашиот омилен лик. И на крај, обидете се да направите цртан филм. И ти можеш да направиш цртан филм, секако. Нацртај птица како лета на следниот начин. На еден лист од тетрадка на десната страна нацртај птица со крилја до телото. На другиот лист нацртај ја истата птица со кренати крилја. Нацртај ги наизменично овие два цртежа на повеќе листови. Најмалку 20. Брзо прилистувај ги страниците. Опиши што се случува. Па зарем не е магија, деца, сето ова што го кажуваме? Секако дека е магија. И на крај повелете на оваа страна да погледнете како се прави анимиран филм. Се надевам дека ви беше интересно и дека научивме многу нови работи. До гледање, деца, имајте убав ден.